Слабата функционалност и хаосот во македонското здравство, кои најмногу дојдоа до израз во овие пандемски месеци, ќе се неутрализираат преку спојување на болниците со здравствените домови во една јавна здравствена установа. Помеѓу првите кои ќе бидат трансформирани се Прилепската општа болница и здравствениот дом, кои треба да прераснат во јавна здравствена установа, општа болница со проширена дејност, одлучи владата на синоќашната седница. Според образложението, целта била пациентите на едно место да добиваат поквалитетни здравствени услуги, но и да се заштедело на медицинскиот кадар, кој патем со години е во хроничен дефицит, а и порационално да се користеле буџетите на установите, што ќе условело и намалување на нивните долгови. Според директорката на јавната здравствена установа Здравствен дом, Оливера Аџиоска, оваа трансформација новина била и за нив. Таа вели дека претходно ниту некој ги консултирал, ниту пак сега ги информирал како во иднина би се одвивала постапката. Во очекување на конкретните упатства, нејзиниот впечаток бил дека оваа новина многу наликувала на здравствениот систем од пред 30 на години, но во овој момент таа не можела да каже дали тоа ќе е добро или пак лошо. Градоначалникот на Прилеп, пак Илија Јовановски, кој самиот е лекар по професија, смета дека овој чекор ќе донесел поквалитетни здравствени услуги за граѓаните, но и рационално искористување на и онака дефицитарниот медицински кадар. Инаку Алфа уште пред 2 месеци алармираше за очајните услови во кои работи Прилепската служба за итна медицинска помош, во еден век стариот и веќе руиниран објект, иако во последниве 3 години беше ветувано дека истата ќе биде преместена во здравствениот дом, а ковид пациентите се прегледуваа во студените ходници и во амбулантни возила. Кога почна пандемијата COVID-19, ние бевме организирани со изолација на пациентите во посебна кола, комбе, за исклучиво за преглед на пациенти и носење на пациенти до болница од COVID-19. Рачунајќи на тоа дека се стоплува времето, иди лето, и така функциониравме. Ама сега со пандемијата продолжува нашата голгота. Во болницата пак со години недостигаат и лекари, но и медицинска опрема, а ретките нови набавки најчесто се од донации. Дали најавената трансформација ќе ги ублажи овие критични состојби или пак се само параван за прикривање на колабираниот здравствен систем, останува да покаже времето.